што не охрабрува, тоа е дека прометот на индустријското производство се зголеми за 6,9% и тоа на странскиот пазар за 12,8%. Бројот на работниците во индустријата за 6 месеци е пораснат за 0,6%. И другиот сегмент што дава голем придонес во позитивните економски активности во нашава економија, тоа е градежништвото, кое што вредноста на извршените работи за 6 месеци ги зголеми за 203,8% во споредба со истиот период, како и вредноста на договорените работи е зголемена скоро за повеќе од 18 пати, а оде во графиканот ви се покажани земјите со кои што се направени договорите и тука доминира со Босна и Херцеговина. Исто така и во туризмот имаме позитивни движења од 6,1% бројот на туристи, а додека бројот на ноќавањата е зголемен за 10,5%. Извозот за 6 месеци е зголемен за 3,15% и увозот за 0,78%. Тоа се генерално главните показатели за кои што ни ги окажуваат тенденциите на економските движења и она што ни влива оптимизам, тоа е пред се порастот на индустријското производство и порастот во градежништвото. Меѓутоа, сепак треба да заклучиме дека и покрај овие позитивни тенденции укажуваме дека е тоа оптимизам, дека тие тенденции ќе продолжат и натаму, дека очекуваме да продолжат, меѓутоа се уште сепак треба да бидеме предпазливи затоа што ризиците постојат. Затоа што и во оваа состојба најголеми ограничувања за порастот на економските активности во нашата земја, тоа се недоволната странска побарувачка, потоа е ограничената домашна потрошувачка недоволна, потоа се финансиските проблеми и неизвестноста на економското одвижување. Она што не тера на предпазливост, тоа е ако ја погледнеме структурата на бруто домашниот производ во првото полугодие, за првиот квартал, како и позитивните генерални движења во последниве 3 месеци. Ако погледнеме што произлегува, тогаш стварно ја оправдува таа идеја, таа наша изјава дека треба да бидеме предпазливи и дека треба да се работи на овој пораст, оваа тенденција да се стабилизира и да и се обезбеди одржлив развој. И она што јас на почетокот го кажав, да обезбедиме стабилен и одржлив раст на производството и на извозот, само така за догледно време ќе може да ги намалиме диспаритетите меѓу производството и потрошувачката, меѓу извозот и увозот, меѓу вработената и меѓу невработеното население и истражуваното население. Тоа е патот. Почетокот е тука. Значи, не можеме да кажеме дека не се прават напори во делот на поттикнување на производството и можеби како незванично имаме консензус во тој дел скоро од сите, како и од носителите на економска власт, како и така и од другите општествено-политички субјекти. Меѓутоа постепно се реализира согласно можностите, али треба да се направи повеќе, а пред се да почнеме со диалог и да ги најдеме најсоодветните решенија кои што ќе донесат најбрзи ефекти на овој план.